Добро вечер во емисијата 360 степени на сат. Еве ги темите за вечерва. Тендерот за уредите за гласање со отпечаток од прст проследен со обвинувања дека се мести и со оставки на комисијата за набавката. Колку што ја знам, едната оставка е од здравствени причини, не е од притисоци. Да, втората оставка се спомнуваат и такви работи. Јас можам да ви кажам најодговорно дека од наша страна, барем од моја страна, притисок никаков немало. И да успее повторената набавка, неизвестно е дали системот ќе биде функционален до локалните избори. Денационализација за градиште. Во 2008 година МПЦ успеала да си го врати својот дел од имотот, но жителите на Пештани водат правна битка до ден денес. Не можеме да го вратиме имотот кој го бараме 21 година. Ако не може владата да ги врати, да не обестети. И покрај тоа што мислењата на вештите лица дека дел од парцелите таму сега достигнуваат цена и до 200 евра, Комисијата за денационализација останува на ставот дека 275 денари по квадратен метар е реална цена. Царовска иницира истрага за одобрувањето на Кембридж учебниците од 2014 година. Едни учебници имаат повисоки поени од други учебници, а при тоа предлогот за одобрение се дава на оние со понисок број на поени. И тука тие препорачува да сепак, затоа што ние не сме истражен орган, да тие записници се предадат на надлежните истражни органи. Ова беше најавата, сториите ќе ги видите по рекламите. Гледате 360 степени. Лидерите на партиите се договорија законската одредба за гласање со отпечаток од прст да се реализира на локалните избори во втората половина на октомври, но постапката за набавка на уредите е веќе во цајтнот. Освен што роковите се проблем, процедурата ја следат и обвинувања дека тендерот се мести. Всушност, во тек е втор обид за купување на така наречен интегриран систем за биометриска идентификација на гласачите со нова комисија за јавни набавки, откако дел од членовите на првата дале оставка со објаснување дека биле под притисок. Има уште еден необичен аспект, а тоа е што тројца од членовите на новата комисија за набавката се членови на ДИК наместо административци, како што покажува досегашната пракса. Петар Клинчарски за контроверзиите што го следа тендерот тежок 12 милиони евра. Во октомври годинава Македонија ќе гласа на локални избори. За прв пат гласачите треба да се идентификуваат со отпечаток од прст. Но апаратите за таков процес не само што не се купени, туку не се ни нарачани. Првиот тендер пропадна, а за вториот кој е активен има нејасноти и жалби. Комисијата се состана и со надворешните експерти и рековме да им излеземе во пресред на економските оператори, така да сменивме одредени делови од тендерската документација во насока на смалување на условите за да можат да учествуваат. А освен што треба да се купи, системот треба и да се спроведе во пракса. За дел од експертската јавност веќе се доцни. Никако не смее да се експериментира пред избори со нешто што не е проверено и не е видено како функционира. Ние за по-лесни измени сме имале проблеми задниве изборни процеси подолг период и тоа го знае јавноста, но сепак политиката е политика, се договориле, ке мислат дека ДИК треба тука да го спроведе и потоа одговорноста ќе е на ДИК. Целиот процес го обременуваат и обвинувања за креирани услови по мерка со кои се фаворизира само една компанија, која би го добила тендерот проценет на 12 милиони евра. На 21 мај годинава Државната изборна комисија го објави првиот тендер за набавка на интегриран систем за биометриска идентификација на гласачи. Неполни 2 недели подоцна, Бирото за јавни набавки го поништи. Официјалната причина беше тоа што во тендерот се барало електронска идентификација на лица, наместо биометриска идентификација на гласачи. Но има ли и друга позадина? 360 степени дознава дека дел од членовите на претходната комисија за јавни набавки, формирана од председателот Александар Даштевски, си поднеле оставки поради притисоци, односно фаворизирање на една компанија.
Актуелниот председател на комисијата која треба да ја спроведе набавката и на кој самиот член на ДИК, Оливер Ристовски, ја потврди, но ја ублажи таа информација. Оставки имаше две од двајца од членовите на комисијата, меѓутоа тие беа безпредметни, затоа што истиот ден веќе беше донесена одлуката за промена на составот на комисијата. Они можеле да напишат било што во оставките, колку што ја знам едната оставка е од здравствени причини, не е од притисоци. Да, втората оставка се спомнуваат и такви работи. Јас можам да ви кажам најодговорно дека од наша страна, барем од моја страна, притисок никаков немало. Ристовски е назначен за председател на комисијата која треба да одбере најдобар понудувач за вториот актуелен тендер. Покрај него, во оваа комисија членуваат уште двајца членови на ДИК, Бобан Стојановски и Кренар Дога. Двајца членови се од стручните служби, а останатите четворица надворешни членови во делот на IT технологиите се истите од претходниот состав. Со преземањето на врската за спроведување на набавката, вели Ристовски, преземена и околу 80% од старата тендерска документација, со една клучна разлика. Во новата тендерска документација остана односот цена-квалитет 60-40. 60 бода за цена, 40 за квалитет. Меѓутоа, во старата тендерска, во делот на квалитет, тој беше разграничен на 11 или 12, не ме држете за збор, подставки, секоја со по 3-4 бода. Што е многу големо оптоварување за економските оператори и многу е ретко во вакви тендерски постапки. Ние тоа го скративме на 4 услови, каде што најповеќе бодови се добиваат по референцата за економскиот оператор да учествувал на гласања во други земји. Значи, самиот изборен законник и членот 108а од изборниот законник строго не определува каде треба да одиме со оваа набавка. Значи, тука се работи за биометриска идентификација на гласачи со отисок од прст. Значи, економските оператори што ќе конкурираат кај нас мора да спровеле избори претходно. Знаете, не е се исто. Тоа беше клучната разлика меѓу оваа тендерска и старата тендерска. Со други зборови, клучно при оценувањето на квалитетот на понудата ќе биде дали и во колку избори учествувал понудувачот. Првично, во новиот тендер се признаваше искуството само од ограничен број држави. Најмалку еден успешно реализиран договор за испорака на системи за биометриска идентификација на гласачи со отпечаток на прст во процес за гласање на ниво на држава во Европа или земји членки на НАТО во последните 5 години. Поради овој услов, дел од компаниите брифираа дека тендерот се мести за еден добавувач, иако Ристовски тврди дека тоа не е точно и дека намерата била да се постигне квалитет. Ова барање во тендерската документација во меѓувреме доживеа промена. Го тргнавме тој услов. Сега, значи, можат доволно е да ни приложат доказ дека учествувале во процес на гласање во било која земја во светот. Значи, го отворивме опсегот. Предпоставувам дека меѓу нив има многу од тие оператори што учествувале на гласања во земји кои се, например, во Африка, во азиски земји, ама не се земји членки на НАТО или не се европски земји. Помал е изборот на европски земји кои го имаат овој начин на гласање. Го има. Значи, да се разберем дека го има, не дека го нема. Го има во европските земји. Меѓутоа е поретко од другите земји и затоа го отворивме овој услов, така им дадовме можност на сите да учествуваат. Ако тендерот повторно не се поништи уште пред да заврши, компаниите треба да достават понуди до 1 јули. Дури потоа следи отворање на понудите, нивна евалуација, презентација па негативно наддавање. Откако потенцијално ќе се избере добавувачот, следуваат низа други процеси, рокови за жалба и одговор за жалба. Управна постапка од страна на Бирото за јавни набавки, бидејќи се работи за тендер поголем од половина милион евра. Потоа треба да следува обука на вработените во ДИК, па обука на членовите на избирачките одбори, координација меѓу ДИК и МВР за базата од избирачкиот список со фотографии и на 3 милиони и 600.000 отпечатоци на прсти. Роковите можеби за избор ќе се запазат, бидејќи имаме во изборниот законник одредби дека тие се итни постапки, но колку да се итни има некои рокови преклузивни кои не може никој да ги пробие. И имајќи ги во предвид тие преклузивни рокови, ќе мора да ги запазат. Но ево да кажеме дека
во најдобар случај дека ќе нема жалби на таа постапка, ќе треба да се имплементира. Ќе треба, викате, обучувачи. Мислам дека ќе сите бидеме доведени во една ситуација кога повторно ќе се јават различни сомневања и сето тоа да е најидеално спроведено пред избори и имплементирање на таква сериозна опрема и собирање податоци. Јас не сум оптимист во однос на реакциите. Поранешниот председател на Државната изборна комисија вели дека искуството покажува дека со ваков тип на софтвер не смее да се експериментира. Ние за по-лесни измени сме имале проблеми задниве изборни процеси подолг период и тоа го знае јавноста, но сепак политиката е политика, се договориле, ќе мислат дека ДИК треба тука да го спроведе и потоа одговорноста ќе е на ДИК. Значи, секој пат ДИК е вреќата, многу предпазливо им советувам, многу внимателно, па на крај крајева, ако не може нешто да се имплементира, тука е собранието, ова се локални избори, ќе мора да бара некој друг излез. Како би изгледало гласањето на локалните избори на овој начин? По влезот во избирачкото место, гласачот ја дава личната карта на членовите на избирачкиот одбор, пошто се врши идентификација на лицето. Наместо спрејот и УВ ламбата, сега гласачот ги става показалецот на левата и десната рака на уредот за отпечатоци за прсти, пошто треба да се појави негова фотографија од избирачкиот список со име и презиме, матичен број и адреса. Тоа значи дека отисокот од прстите се совпаѓа со отисокот даден во МВР при вадење на лична карта или патна исправа. Софтверот дава зелено светло дека се е во ред и гласачот може да пристапи кон остварување на гласачкото право. Но што ако истото лице се појави по втор пат со друга лична карта или отиде на избирачко место со друг документ за идентификација? На самиот екран пишува дека веќе сте гласале. Значи нема да ви дозволат втор пат пристап. Можни се евентуални грешки во смисла на лош отисок при земањето во МВР, меѓутоа кога ние ќе ги добиеме во ДИК отисоците од МВР, криптирани нормално, ние МВР при нивното естрахирање за да ни ги достави ќе знае точно за кое лице има лоши отисоци. Па постои можност во законот да ве впишат рачно, ве знаат дека сте вие, ве гледаат, вие сте тој, да ве впишат рачно ако не може да го исчекирате точно отисокот, ве впишуваат, вие гласате повторно, си одите, а ние овде после во ДИК ја добиваме таа база и ги споредуваме дали имало некој се обидел нешто да направи или било се само заради лошиот отисок. Спроведувањето на гласање со отпечаток од прст за локалните избори е договор на лидерите на најголемите политички партии СДСМ и ВМРО-ДПМНЕ. Тие треба да се одржат во втората половина на октомври. Иако за председателот на ДИК Даштевски нема потреба да има одлагање на изборите бидејќи роковите се флексибилни, процесите што следуваат во најмала рака се трка со времето со неизвесен епилог. Ако во претходниот социјалистички политички систем државата неправедно одзела ваш имот или имот на вашите предци, денешната демократска држава треба да ви го врати или да ве обештети. Тоа е сршта на законот за денационализација донесен во доцните 90-ти години од минатиот век. Многумина преку овој закон си ги добија назад одземените парцели или добија соодветна компензација во случаите кога враќањето не беше можно. Но и по 20 години тоа никако да им тргне од рака на пештанци, кои биле собственици на сега атрактивни парцели кај автокампот Градиште на Охридското езеро. Зошто? Од сторијата на Славица Филиповска. Густата борова шума фрла природна сенка на локацијата покрај Охридското езеро, познато како Градиште. Парчето земја се смета за бисер Охридски и поради местоположбата и поради големината, од околу 100.000 метри квадратни. Ова сега атрактивно земјиште до 1957 година било во собственост, дел на локалното население од пештани, дел на МПЦ. Но таа година државата им го конфискувала имотот на овој потек заради општи интерес. Врз парцелите на пештанци е изграден познатиот автокамп Градиште.
По самостојувањето, Република Македонија го донесе законот за денационализација со цел да ги исправи неправдите со конфискација на земјиште од претходниот систем. Во 2008 година МПЦ успеала да си го врати својот дел од имотот, но жителите на Пештани водат правна битка до ден денес. Не можеме да го вратиме имотот кој го бараме 21 година. Видите какви објекти сега тука се поставени. А за сето то молчите инспекцијата. Значи од општина Охрид, инспекторатот, градежниот. Пештанци сметаат дека имаат право да им се вратат парцелите, бидејќи автокампот изграден врз нивната земја одамна не е државен. Некој прави пари, милионски суми, ние не можеме тука и пристап да дојме до нив. Ова го имаме кажано не еднаш, 10 пати и до влада, и сегашна и претходна. Да се превземит нешто. Да не дојдит, има луѓе кои што му се нервите на рап на ивица, викаат ќе ќе запалиме. И ќе сносиме одговорност ние. Има основ за враќање. Со одлука на влада све се решава. Спорот денес го водат најмалку 36 семејства и наследници од Охридското село Пештани. Цела плажа прва е моја таму. Одземена му е на мој прадедо. Дедо ми не го вратил, татко ми почина не го врати, сега е на мене редот. Тоа е еден круг затворен. Законот, ако е селективен, треба да ни кажат. Вие од Пештани не сте македонци или не сте во Македонија, да си бараме чари на друго место. Значи имотите да се вратат. Прво тоа е нашето. Ако не може владата да ги врати, да не обестети. Како што налага законот, секој барател на имот во Пештани засебно има акт со решение дека му е одземен имотот и тапија дека некогаш бил собственик. Со овие докази си го бараат земјиштето назад. Надлежната комисија за денационализација не сака да им го врати, бидејќи на земјиштето се изградил автокампот. Затоа комисијата им нуди на пештанци да ги обештети, но цената е многу далеку од пазарната. Ценава што ја дава е 275 денари по четврти пат месечни. Кој би ја прифатил? И вие одново ги обжалувате? И обново, овие документи што се пред мене се малку. Дома имам уште 3 пати поволку документи. Ево, ги носам оригиналните тапи од 1936 година, од дедо ми. Наш имот, одземен 57 година, со декрет на тогашната влада на Народна република Македонија. Решенијата за обештетување по толку ниски цени, пештанци ги обжалуваат пред управниот суд. Таму велат во неколку наврати добиле пресуди во нивна корист, но повторно нема епилог. Управен суд има донесено 3 пресуди во наша корист на барателиве, со кои му и поништуваат решенијата на првостепената комисија и му кажуваат: дајте ми цена пазарна од даночно оделение од општина Охрид, која е? Тие не одговараат. После му одговарат првостепенава комисија, му дават цена од 6000 денари, да сега цената од управа за приходи, од даночно оделение, е 8000 денари од квадрат, а не е 200 денари. Наоѓаат некои параметри наоѓаат од 57 година. Земјоделско земјиште. Ми го вратат како земјоделско, ние не сме против. А цена од 200 денари за нас не е прикладна. И покрај тоа што мислењата на вештите лица дека дел од парцелите таму сега достигнуваат цена и до 200 евра, Комисијата за денационализација останува на ставот дека 275 денари по квадратен метар е реална цена. Имајќи предвид дека според актот за одземање не може да се определи класата на земјиштето, вредноста е утврдена како просечна вредност од износот на 4-та, 5-та, 6-та и 7-ма класа. Висината на износот на надоместокот е определена соодветно со времето на влегување во сила на Законот за денационализација и времето на поднесување на барањето за денационализација, како и во согласност со начелото на еднаквост уредено во член 9 од Уставот на Република Северна Македонија. За комисијата, обештетувањето е единствен начин за компензација. Земјиштето велат не може да се врати, бидејќи е исполнета целта за која е одземен. Изграден е автокамп. Во времето кога се донесени правосилните решенија за денационализација од страна на преостепените комисии за денационализација, Комисијата за функционалност на градежното земјиште, кое е во функција на објекти, излегла на лице место и утврдила дека соодветните катастарски парцели не може да бидат предмет на реално враќање. Додека трае спорот дали може или не може да се вратат парцелите и каков тип на земјиште се тие, од што зависи цената за обештетување, револтот кај пештанци го крива фактот што градиште функционира по своји приватни правила.
Таму имаше журки во спротивност со мерките за заштита од COVID-19 пандемијата. Градиште доби и парапетче, кое експресно се отстрани. Дополнително, иако земјиштето под кое е автокампот Градиште се уште е на Република Македонија, со него управува компанијата Инекс Горица, која одамна е во приватна сопственост. Неголемиот акционер во Инекс Горица, Божо Илјовски, познат како Бошко Ремис, вели дека тие го имаат кампот во владение и дека го издаваат на помали закупци. Во моментов таму стопанисува фирмата МКМ Нова Трейд со 5-годишен договор до 2024 година. МКМ Нова Трейд годишно и плаќа на Инекс Горица околу 57.000 евра за закуп, а потоа тие ги издаваат камповите на поединци. Ќар си има и Инекс Горица и фирмата закупец, но кој е ќарот на државата или јавниот интерес? На ова прашање не добивме конкретен одговор од Државното правобранителство, кое треба да го штити државниот интерес во спорот меѓу пештанци и Комисијата за денационализација. Во однос на враќање на земјиштето, правобранителството е на иста линија со Комисијата и оценува дека барањата за враќање на имотите се основано одбиени. За враќање на одземениот недвижен имот законски услови постојат само доколку по одземањето не била реализирана целта поради која имотот бил одземен. Постапувајќи по поведените управни спорови поврзани со тој регион, Вишиот управен суд утврдил дека предметните земјишта се наоѓале во оградениот круг на автокампот Градиште и на нив постоеле пристапни патеки, камп приколки и простор околу нив, па поради тоа не може да бидат вратени. И додека државата одбива да им ја врати земјата или да ги обештети по пазарна вредност, пештанци алармираат дека е во тек обид да се легализираат дивоградби во автокампот. Па прашавме во општината, колку барања за легализација добиле за овој потек. Локалната власт не одговори ништо за легализацијата, но ни кажа дека минатиот месец имало инспекција во автокампот. Извршен е комплетен надзор на 15 автокамп приколки, при што се затекнати бетонски подлоги, метални настрешници, целосно затворање на автокамп приколките со лим, дрво, алукобонд и водоотпорни гипс картон плочи. Затекнати се недозволени дрвени и метални конструкции и времени објекти. На одредени локации се затекнати и приклучоци за водоводна мрежа, канализациона мрежа и електрична енергија. Од општина Охрид за 360 степени одговорија и дека субјектот што стопанисува со автокампот не поседува одобрение за поставување времени објекти, за изведба на платформи од дрвена и метална конструкција, ниту пак на стрешници кои се поставени над автокамп приколките. Констатираната моментална состојба е надвор од сите одобрени проекти и законски прописи. Врз основа на тоа, Одделението за инспекцијски надзор донесе решение за отстранување на времените објекти, платформите над срешниците, армирано-бетонските плочи, плочите од бекатон плочки. Актуелниот закупец на автокампот МКМ Нова Трейд вели дека стопанисува со наследена ситуација. Закуподавецот Инекс Горица пак вели дека за моменталната состојба одговорност има моменталниот закупец. Додека никој не презема одговорност што Градиште е на пат да стане градежна зона, развојот на настаните од животна важност за пештанци. Стравуваат дека ако монтажните кампови станат цврсти градби и се легализираат, тогаш дефинитивно губат шанса за враќање на имотите. А ветувања дека проблемот ќе им се реши, стигнуваат пред секои избори во изминативе 20 години. Последно премиерот Заев ни обеќа во киното во Охрид дека таму ситуацијата е чиста, дека ќе се реши, ќе ви го вратиме имотот или ако не ви го вратиме имотот, ќе го обештетиме, за на крај повторно да сакаат да направат национализација на имотот со по 240 денари, 270 денари од квадрат. Мислам, ова го нема нигде, вратени се сите имоти во Македонија. 99% се вратени. За ветувањето на премиерот Зоран Заев кон пештанци постои и видеозапис. Целта ни е таму кај што ги има конечните документи, дека земјиштето е слободно, дека нема товар, дека некој не го продал, дека нема нешто изградено, да го вратиме. Затоа што на луѓето што ќе го вратиме, или они ќе го градат, или ќе го продадат некој да го гради. Прво е ресурс за развој на државата. Така заглавено е потенцијал во државата, ама не е искористен. Конечно, што и да беше, а најмногу е злоупотреби внатре, да расчистиме. Затоа сите институции ги собравме на место. Ако е земјиште наследство оставштина, тоа треба да се врати. Сега,
Премиерот вели дека го кажал личниот став и како премиер, но институциите треба да си ја завршат работата. Јас мојата желба и мојот став сум ги кажал јавно и како Зоран Заев и како председател на владата. Но знаете дека за тоа согласно законите има комисии, има второстепени комисии, има управен суд, има и виш управен суд. Уште еднаш ја користам приликата да ги охрабрам да завршат ваквите постапки. Затоа што секој што има тапија заслужува да биде вратено во правно законска постапка на докажување. Затоа што, како што реков, не кажувам за овој случај, но има случаеви каде што некој имал тапија, но тоа е платено на времето. Или е даден социјален надоместок, односно додаток за дете или слично во времето. Но овде е потврдено дека тоа било нивно. И решението кое што комисијата го одлучува е да плати веројатно несоодветен надоместок. Затоа постојат и судовите, кои што треба тоа да го утврдат. Моje очекување е брзо да завршат институциите. Јас испратив порака и до Министерството за финансии, комисиите за денационализација и до јавното или државното правобранителство. Тие се под владата. Судовите не се. Да ја убрзат постапката и да бидат унисони во одлуките, согласно закон. Да не се случи една институција од државната власт, извршната, донесе едно решение, другата друго. Тогаш е играње играчки со нашиот народ. Треба да бидат унисони и заедно да стојат за ваквите одлуки. Се надевам дека многу брзо ќе ги завршат постапките, заради тоа што на неколку пати имам разговарано со државните институции. Тие соработуваат со судовите, како што е државното правобранителство, да завршат. Есена став да се вратиме. Зоран Заев не смее да носи ставови за судовите што треба да одлучат. Јас го кажав тоа што смеам да го кажам. Ниту комисијата, ниту правобранителство немаат одговор кога би завршила сагата со Пештанци, а веќе неделава повторно е закажано рочиште за овој спор. Пештанци едва и чекаат кампања за локални избори, на која најавуваат герила акции и протести. Тоа се враќа со една владина одлука. Нека ми го вратат нас, па нека ги обештите тие од Инексгорица. Тоа е многу лесно. Него работите се огромни пари, се опрашени и не им е од интерес да го вратат воопшто, него од интерес му е година за година да прават профита. Да не ги вратат имотите или да не обештетат по цена која е пазарна или која е одредена од вешти лица, а не по цена со која би направиле нова национализација. Тоа никако не е прифатливо и ние нема да се откажиме додека сме живи. Одобрувањето на Кембридж учебниците во 2014 година ќе оди на проверка во јавното обвинителство, најавува министерката за образование и наука Мила Царовска. Тоа е еден од заклучоците на Комисијата за ревизија на постапката за одобрување на адаптираните учебници од странство, што ја формирала Царовска, откако не успеа првиот обид за откуп на учебници за следната година, затоа што издавачките куки со најголем број учебници, Арс Ламина и Арберија Дизајн, не доставија доказ за авторски права, како што им побара МОН. Ќе има нов обид за откуп наредната недела, а ќе се менува и законот за учебници. Повеќе од краткиот разговор на Ирена Каревска со министерката Царовска. Министерке, годинешниот откуп на така наречените Кембридж учебници за основното образование заглави откако МОН меѓу другото им побара на издавачите да докажат дека поседуваат авторски права за нивните учебници. Времето изминува, решение нема, како понатаму? Оваа година мислам дека многу транспарентно се обидовме да ги собереме сите потребни податоци на кој начин од 2014 па до денес се откупувале учебниците и каков квалитет на учебници имаме. И затоа сметам дека тие како компании кои што учествуваат во таа јавна набавка се најдоа во чудо затоа што никогаш не се правело на овој начин, но за мене мислам дека сме во насока на навистина транспарентно добивање на информации кои што се потребни за Министерството и за граѓаните. Затоа што тие не сакаат да ги дадат податоците кои што ги баравме, формиравме комисија, кое што министерот има право да ја формира за да се добијат сите потребни податоци. Од 2014 ги отворивме сите записници, сите одобренија за употреба на учебници кои што се дадени, како се водени постапките и комисијата си има детални записници за истото. Има и наоди, има и заклучоци по однос на истите тие. Што заклучи комисијата до сега? Комисијата која што работеше неколку денови имаше можност да утврди три работи. Едната работа е дека во даден број на записници за одобрение на учебниците се гледа дека
Едни учебници имаат повисоки поени од други учебници, а при тоа предлогот за одобрение се дава на оние со понисок број на поени. И тука тие препорачува да сепак, затоа што ние не сме истражен орган, да тие записници се предадат на надлежните истражни органи и да се види како е стигнато до тоа одобрение за употреба на учебници. Додека втората препорака е да се оди со ново законско решение или да се допрецизира постојното законско решение, каде што ќе се утврди кој е квалитетот, повеќе аргументи за квалитетот на учебници кои што се користат да бидат ставени во законот, кои што задолжително ќе им се бараат на оние кои што ги продаваат или од оние од кои што ги откупуваме учебниците. Рековте дека заклучоците ќе ги доставите и до обвинителството. Да. Кога ќе ги доставите, кому и практично значи ли ова дека ќе се ревидира целиот процес на носење на Кембридж учебниците? Ние не сме истражен орган, она кое што ние сега го правиме, ја повторуваме постапката заради тоа што па членот 14а, кој што е дополнет во законот, вели дека може учебниците по ревизиона комисија која што во министерството, да кажеме, се создава, да оној кој што е понудувач на книгата мора да ги испечати во формата која што комисијата ги предлага, или затоа што по барање на наставниците е направена ревизија на дел од учебниците, поради тоа што бил спорен квалитетот на одредени содржини внатре. По таа утврдена постапка, комисијата бара од оној кој што е издавач да ги испринта во формата во која што таа ги одобрува. И сега сме во таа фаза, во втор откуп на учебниците кои што имаат продолжување за употреба согласно членот 14а од Законот за учебници и наставни материјали. Тоа е од аспект бидејќи повеќе овие учебници практично немаат ендорсмент од Меѓународниот центар за испити на Кембридж после 2018-та, после тие измени. Измените се до 30%, да, но и самиот Кембридж кажува доколку одредени измени се прават, дека тие не можат да кажат дека тој истиот ендорсмент важи, но па другиот член од законот вели да, ние како комисија утврдуваме дека има недостатоци во содржините, дека треба да се изменат на овој начин и бараме да издавачот ги испринта во оваа форма, но е значено дека сепак тие кога обезбедувале одобренија, ендорсменти и така натаму, некои фирми уште во 2014 зборуваме 2015, некои фирми имале ендорсменти приложено во постапката, некои немале, сепак и тие што немале се селектирани, но тоа не е работа на министер за образование и наука, напротив, ние сме формирале комисија, сме ги утврдиле овие факти и сега понатаму за тие постапки за првичните одобрувања се ќе доставиме информации до надлежните органи за истото. Од Кембридж се изјаснија и дека практично после 2018 немаат нивни ендорсмент. Што значи ова за министерството? Дали ова понатака ќе влијае во откупот од аспект на тоа дали може да ги засегне ексклузивните права на издавачите, што веќе тие немаат ендорсмент? Одобрението за употреба на учебникот го дава ексклузивитетот на компанијата или на издавачот. Во 2014-та, затоа велам, тие постапки се воделе на начин на кој што се воделе и затоа истражните органи треба да ги погледнат овие постапки. Но ова продолжение за употреба на учебникот е врз основа на 14-та, каде што вели дека комисијата утврдува кои измени треба да се направат во учебникот, ги одобрува тие измени и се задолжува издавачот да ги испечати, каде што не се бара никакво одобрение дополнително, туку ова е таа постапка. Секако тие во моментот го немаат ендорсментот кој што го имале претходно, но измената е по барање на наставниците и на образовниот систем и тие имале обврска да го направат. Значи ли тоа дека државата може би фрла пари за лажни Кембридж учебници? Кембридж учебници, некако Кембридж учебници, туку адаптиран учебник по програма Кембридж. Тие учебници се адаптирани по програма Кембридж и тоа го покажува првиот ендорсмент кој што го имале, но во постапката го немале, го обезбедиле дополнително. Сепак, дали биле усогласени или не, оставаме да утврдат надлежните. Зошто? Затоа што некои учебници се делумно усогласени, а некои се целосно усогласени со Кембридж програмата и тука се тие бодувања од 11 до 15 поени така натаму и се гледа дека можеби се одбрани учебници кои што се делумно, а не целосно усогласени. Но тука сметам дека надлежните треба да го испитат тој дел од првите одобренија за употреба на учебници, затоа што продолжението на употреба на учебници се гледа дека е врз основа на корекции по барање на наставниот кадар, затоа што имало технички грешки кои што биле утврдени во учебниците.
Споменавте и законски измени на стариот, постојниот закон за учебници, меѓутоа паралелно се очекува да се донесе и новиот закон. Зошто ќе го менувате стариот кога очекуваме нов закон? Новиот закон е во собрание и тој прави целосна демонополизација на да речеме откупот на учебници во државата и на тој начин ќе можат повеќе фирми, повеќе учебници да конкурираат и да бидат на пазар. Училиштата ќе утврдуваат кои од нив ќе ги откупуваат за одредена учебна година и одреден предмет. Но се смета дека и постојното законско решение треба да има дополнително до дефинирање на одредени членови од законот, каде што ќе биде појасно кој квалитет на учебници го купуваме и го бараме, за да тоа биде законска обврска и за издавачите да го обезбедат. Но ако ме прашате зошто новото законско решение не го реудува ова, затоа што новото законско решение се однесува на новите наставни програми. Новите наставни програми одат со нови учебници по новото законско решение. Додека старите наставни програми треба да завршат или да излезат во употреба во период од 5 до 6 години врз основа на старото законско решение, затоа што ние ги користиме Кембридж програмите, кои што се сега во процес и не се менуваат, туку се носат цели нови наставни програми. За прво, четврто наредна година, за второ, пето, шесто оделение, па трето, седмо, осмо и така натаму, се додека за 5 години немаме целосно нови наставни програми по новата концепција за основно образование и со тоа излегува од употреба и употребата на овие адаптирани по Кембридж учебници. Што ќе менувате во постојниот закон? Дали можеби ќе вметнувате обврска дека учебниците треба да обезбедат одобрение од Кембридж? Тука се уште се прават анализи во која насока ќе се однесува новото законско решение, затоа што па постојното по 14А утврдува дека овие учебници се адаптирани врз основа на комисија која што е утврдена во Министерството. И таа потврдува дека од една страна се адаптирани по програмата, од друга страна вели побарање на наставниците одредените нелогични содржини внатре се тргнати или се дополнети со постојни и сметам дека понатаму до прецизирање може да се прави во повиците. И ќе видиме правниот сектор од Министерството во која насока ќе предложи да се движиме во наредниот период. Како ќе продолжи овогодинешниот повик? Што ќе се купува? Ќе имаме ли учебници годинава и дали останувате на ставот дека ќе им ги барате авторските права на издавачите? Ќе најдете ли компромис? Ние ќе почнеме втор процес на преговарање и јас сум сигурна дека ние ќе стигнеме до одредени заеднички решенија, утврдувајќи ги сите овие факти и аргументи на маса кои што комисијата ги добила како информација. И во интерес на учениците, учебници ќе има и учебници има во системот. Ние дополнуваме дидактика и одреден процент на учебници, но значајно е дека сите овие работи сега се на виделина и е значајно и самите издавачи да ги знаат и да ги имаат, од друга страна и Министерството конечно да има дали информација дали има или нема ендорсмент и да ги има ендорсментите во своите архиви, кој што не беше случај до денеска. Ќе продолжиме да го следиме развојот на настаните поврзани со оваа тема. Следува пауза за реклами, па саботажата. Моќна перцепција на околината не значи и способност да се има прецизен увид во сопствениот удел во нејзиниот убоден фронтален сегмент. Еготрипот може и да помине, ама само ако има едно и единствено оправдување, кој барем еднаш може да се калкулира на контото како победа. 31 година од партијата, а ми се чини дека видов баш се од тоа што го говорам во овие 4 години неисклучителни предизвици. Секој председател на ВМРО ДПМН имал своји искушенија, ама јас видов баш се. Веродостојност на се што наводно е видено не постојот и фали единственото, баш тоа нешто што треба да се почувствува. Па токму затоа не треба да се изолира впечатокот и местото кое го определува неговиот опонент, се додека на вистина личната обсервација за себе не стане реалност. Изгубен е веројатно господинот Мицковски и ако некој го пронајде, нека го врати во ВМРО ДПМН, ама не верувам дека и таму ќе има нешто од помош. Е заверување дека асистенцијата ќе дојде оттаму, се додека неговите први нереформирани соработници не го сменат ставот кој по сугестија на политичките ментори и натаму предизвикува контраверзии и недоверба. На сличен начин, како што и нивните следбеници покажаа дека имаат слух за се, освен за граѓаните. Рудник како рудник
Нема кај него модерна технологија. Мора да има миниране. Мора да има хемиски разложуваче да таа руда работат. Тука без прашина, без отров, без потреси, не може да биде без загадување на околијата. На Кравичово да се направи тврдам, на Кравичово да се направи една фабрика за макарони да произведе, ќе биде штетно. Отсуството на каков било, особено на локал патриотизам, е евидентен. Ни го покажуваат сите така наречени провинцијални политички фронтмени, кои по сите сведоштва о својата меморија бришат се и на располагање пред своите соседи го ставаат единствено личниот аривизам. Ние не паметиме политичар кој што заминал од Плетвар натаму и кој се секирал за Битола. Битолски кажано. Значи сметам дека сите кои заминале во Скопје заборавиле дека некаде на мапата постои Битола. На картата на Македонија постои Куманово. Таму редовно има битка за тронот, ама само внатре-партиска, бидејќи останатите се само спотер во судирот меѓу локалниот и државниот комунјарски табор, кој без стероиди е толку напокан што ниту вруќа вода не би можела да го релаксира. Одредени поединци се служат со манипулација и ја манипулираат во јавност. Едно е да дадете идеја, а друго е да давате одредено предизборно ветување и јас лично како Максим Димитриевски позади такви проекти виртуелни идеи не стоја. И на крајот, виртуелни проекти може да имаат само виртуелни кандидати. Се разбира доколку Скопје не ја носи вистинската одлука за Куманово. Ама и во таа ситуација, изборот изгледа е само еден. Мислам дека амбицијата и конкуренцијата не води напред, да се докажеме кој е подобар. Меѓутоа, најбитно од се за мене лично е СДСМ да остане бастион на СДСМ. Од СДСМ веќе не се очекува ништо друго, освен да си остане тврдина сама за себе. Оти никогаш немало, па ниту ќе има поголем противник на СДСМ од самото СДСМ. Толку во ова издание на емисијата 360 степени. Наалсад следуваат вести на македонски јазик, останете и погледнете ги. Ние повторно се гледаме в петок од 22.